Почитувани, добар ден, го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин, министерот за одбрана, господинот Фатмир Бесими. Господине Бесими, минатата година ја завршивме со ентузијазам дека добро лобирање може да ефектуира Хашката пресуда, но со оглед на првите изјави на премиерот годинава ја започнуваме со песимизам или реализам, како и да се нарече, дека шансите за влез во алијансата не се многу мали. На која линија ќе се држите вие во однос на очекувањата од Чикаго? Сега, јас не би ги двоел песимизам, оптимизам во Република Македонија. Јас по природа сум оптимист или некако се користи еден термин реален оптимист, значи или реален оптимизам. Тоа значи дека мора да сме свесни за реалните околности, предизвиците, но оптимизмот е тоа што ќе ни даде мотивација да работиме и да не се откажеме од нашите цели до денот на Чикаго, односно ќе работам оптимистички, а и потоа, независно дали Македонија на тој самит ќе биде дел од НАТО или не, ќе продолжиме исто интензивно во однос на нашите цели за членство во НАТО. Затоа што овој процес не е само до влезот на НАТО. Македонија треба да направи реформи и понатаму, откако ќе стане дел од НАТО. Но тоа е голем чекор доколку успееме оваа година, значи да одбележиме како членка во НАТО и ќе работиме на тоа. Се чини дека дуи имаше многу поголеми барања и очекувања, па дури во одредени периоди и притисоци што се однесува до нашите интеграции во претходниот мандат. На што се должи вашата зголемена толеранција во однос на интеграцијското статус кво, особено сега кога ви припадна надлежните ресори? Нема никаква промена. Тоа што се смени е глобалниот контекст, односно работите се движат, како е тоа Пантарей. Значи, не е истиот контекст на глобално ниво гледано пред неколку години и сега. И нашето членство во НАТО не зависи исклучиво од Република Македонија. Значи, тоа зависи и од решавање на спорот со името, односно тој голем предизвик, што не зависи само, не е едностранно прашање. Тоа треба да се реши заедно со Грција, односно со грчката страна, а воедно и меѓународната заедница да даде своја поддршка во овој процес. Ние сме сведоци на тоа што во последно време, посебно последната година, нешто поминува Република Грција, гледано од економски аспект и од политички аспект. Има привремена влада, се очекуваат избори. Слично контекстот во Европска Унија, после економска криза, должничката криза во Европска Унија, преференциите на Соединените Американски држави и тоа што се случуваше во овој период во Северна Африка, Блискиот Исток, сега Азија и Пацификот, значи се некои работи што не се исти како што беа 2008 година. Значи работите се менуваат и ние не сме изолирана земја од се тоа што се случува на глобално ниво. И затоа и го користам тој термин реален оптимизам, затоа што реално треба да ги согледаме некои работи и нашиот пристап воопшто не е сменет. Ние сме многу активни во нашето работење и јас како министр за одбрана и госпоѓа Теути како вице-премиер за евроинтеграции, секаде каде што сметаме дека може на некој начин да се даде придонес за нашиот процес за интеграција во НАТО. Значи, апсолутно нема да има некоја забувување на нашата активност или динамика за овие процеси, односно за евроатлантската интеграција. Ако добро следам ставот на ДУИ во однос на решавањето на спорот за името, е дека тој представува пречка за нас, а не за Грција, па токму затоа ние треба да ги зголемиме напорите за тој проблем да се надмине. Што мислите дека сега треба да се направи на тој план? Ја мислам дека за да се реши нешто или за да се разберат пред се две страни во надминување на едно прашање, треба да комуницира. И комуникацијата е клучен предуслов за да некој разбира другата страна и да може да најде одредени решени. Мислам дека тоа е
првиот чекор и ние треба да продолжиме да комуницираме како на ниво на премиери, така и на ниво на министри, на сите аспекти. Ние во декември подпишавме една спогодба со Грција за годишна програма за работа, за соработка Македонија и Грција во делот на одбраната. И ќе продолжиме да комуницираме, да работиме. Мислам дека тоа е единственото решение и не откажување од това прашање, затоа што само доколку ние се откажеме од ова прашање нема да го решиме. Се додека бидеме активни, актуелни, ние можеме да го решиме. Во врска со тоа имате некакви очекувања од предстојната средба во Њујорк? Јас сакам да верувам дека ќе се искористи можноста на таа средба да се комуницират некои ставови на прогрес. Реално тоа може да биде само еден од средбите што до сега биле, но јас ќе повторам, иако такви се очекувањата, е добра можност за да се поентира или да се кажа нешто повеќе во било тоа да е прогрес, било тоа да е одредена загриженост за било каков чекор од било која страна. Гледате ли можност за прием во алијансата под референцата ФИРОМ? Мислите ли дека Македонија ќе полага најмногу надежи на оваа варијанта на предстојниот самит? Тоа што за нас е битно е членството во НАТО. И се што ќе даде можност за членство во НАТО, Република Македонија и сега меѓународна има таа позиција, референцата ФИРОМ. Тоа што е битно и преговорите исто така може да продолжат и после членството во НАТО, доколку ние влегуваме под референцата ФИРОМ. Мислам дека во моментот прашањето е најзначајно Македонија да стане членка на НАТО што побрзо, и тоа не само заради Македонија. Ќе повторам, регионот, Грција, Европа и самата НАТО. И во моментот Република Македонија има референца ФИРОМ на меѓународно ниво и тоа е работа што треба граѓаните да го знаат. Значи, доколку Македонија стане членка на НАТО под референцата ФИРОМ, не значи дека преговорите со Грција во однос на името ќе престанат во тој момент. Како ДУИ ги замислува евентуалните меѓународни интервенции во решавањето на нашиот проблем? Премиерот во првите изјави годинава рече дека не постои интерес во моментов кај меѓународната заедница за такво нешто. Со актуализирање уште повеќе на ова прашање и уште сам активен повик до нашите стратешки партнери кои секогаш биле тука кога Македонија имало потреба за тоа, а и ние сме во меѓувреме сме покажале дека сме кредибилен партнер преку меѓународните мировни мисии и мислам дека тоа не значи дека тие апсолутно нема да бидат заинтересирани за надминување на овој спор или овој предизвик. Меѓутоа, прашањето е дека ова е исто така треба да се водат разговори со Грција и со меѓународната заедница, со нивно посредство како пријатели на двете страни. Пошто доколку има спор помеѓу двајца, тој што најмногу може да помогне, тој што е пријател на двете страни, тој што има довербата од двете страни. И во таа насока ние сметаме дека само активен ангажман може да даде резултати. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам на вас. Ова беше неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.